Гужва, неизвестност, ледена тишина, која може да се допре и филмско исчекување се случи пред полна сала гледачи во Суботица завчера. А таму и херој и звезда беше познатиот штипски интервентен кардиолог Сашко Николов. Што всушност се случи? Кога дојдов, пациентот, кошаркарот веќе беше во една апнеа и асистолија, да не речем 5 минути веќе беше и мртов. Започнав реанимација која што траеше добри 30 минути. Во меѓувреме, после 10 минути се врати пулсот, се врати бојата на кожата на пациентот, почна спонтано да дише. Дојде брзата помош, понатаму беше едноставно. Го однесо во Суботица во болницата, оттаму го препратија во Сремска каменица за стентирање и доби стент на десната коронарна артерија и баш пред 5 минути се слушна со колегите од Каменица дека тој е веќе во стабилна состојба и го пуштаат од интензивната нега во оделение, најверојатно за ден-два и ќе го пуштаат да се оди дома. Што искусен и одличен доктор прави во вакви ситуации? Најбитна е првата реакција, да се приде на пациентот, да се провери дали има респирација, дали дише, да се провери дали има пулс, доколку нема респирација или пулс да започне веднаш со реанимација. Реанимацијата е 90% од проблемите, односно ситуацијата може да ја спаси самата правилна реанимација, бидејќи добро реанимирање на срцето, прави пасивни респирации на белодробието и тоа е најбитната работа што секој колега доктор, па да не речем и човек кој што ќе најде колабиран човек на улица, што треба да направи, да провери дали има пулс, дали диши и веднаш да започне со реанимација. Откако спортистот ветеран беше реанимиран, а подоцна во болница и спасен, доктор Николов добива отворен и долготраен аплауз. Какво е сега чувството? Јас не размислувам воопшто на емоциите, него го гледаш пациентот, ја гледаш бојата на кожата на пациентот, пратиш дали дише или не дише и гледаш само да обезбедиш добра пулсативна компресија на градниот кош со цел да се обезбеди движење на крвта. Значи нема емоции во тие моменти. Да спаси живот на лице место во неволја на доктор Николов не му е прв пат. Апсолутно, имаше пред 3 години, 4 години во Грција на плажа извадија удавена жена и со така таму дури 40 минути реанимиравме жена, исто црбе беше и жената. Ден денеска е жива и сме пријатели со нејзиниот син, останавме во контакт од тогаш наваму, така да пак ќе кажем, значи најбитна е реанимацијата да се одвива безпрекидно додека не стигне амбулантното возило. Во Суботица, доктор Николов замина на традиционален турнир во кошарка кој е негов омилен спорт и кој го практикува со децении. Овој пат турнирот за него беше двојно успешен, особено што извојува уште една победа на животот над смртта.